Во првата фаза прекршителите ќе добиваат само опомени, без парични казни. Комуналните градски и општински инспектори од вечерва стартуваат со контроли на терен. Ќе ги следат граѓаните кои ја прекршуваат новата одлука за фрлање ѓубре од 22 часот навечер до 6 часот изутрина. Целта, велат надлежните, е прво да се информира и едуцира населението. Иако оваа одлука не е објавена во службен гласник, сепак надлежните ќе тргнат да опоменуваат. Градот има на располагање вкупно 40 инспектори, меѓу кои 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Тие ќе бидат распоредени на терен со цел поинтензивна контрола. Прекршоците ќе се констатираат на лице место, доколку инспекторите наидат на веќе isфрлен отпад со поголем обем или отпад кој не е типичен за домакинствата, ќе следи подетална проверка на правните субјекти. Со инспекторите на терен ќе одат и екопатролите од јавното претпријатие Комунална хигиена. Тие, доколку затекнат некој прекршител на законот за јавна чистота, имаат надлежност да го едуцираат и информираат како правилно да постапува со отпадот. Но иако за сега само опомени, законските казни не се мали. 50 евра за физички лица, а за правни лица од 1300 до 1800 евра. Од Комунална хигиена тврде дека правните лица се најчестиот извор на отпад фрлен доцна навечер и затоа мерката е насочена главно кон нив. Според информации на Телма, угостителите денеска имаат состанок на кој ќе формираат заеднички став и ќе го информираат градот дека одлуките кои ги засегаат мора да бидат донесувани во консултација со нив. Градот пак најавува нов систем. Сите угостителски објекти, а потоа и маркетите, ќе добијат своји контейнери со цел поуредно управување со отпадот и намалување на преоптоварените јавни контейнери. А за нив ќе важи нов тарифник. Од граѓанската иницијатива Зелен хуман град остро реагираат. Според нив, мерката е небулозна и нема да донесе реална корист за граѓаните во време кога скопјани се соочуваат со високо аерозагадување. 60 инспектори и комунални редари ќе не контролираат за тоа како ќе го фрламе ѓубрето додека се отрувме од аерозагадување овие денови и ќе се труеме цела зима. Зелен хуман град со години бара од град Скопје да се одвојат средства за инспектори за животна средина и да се воведе трета смена на дежурни инспектори. Новата одлука беше изгласана во петокот. Забраната важи само за контейнерите на јавните површини, но не и за индивидуалните домови со сопствени канти. Додека Скопје се подготвува за ригорозни контроли во текот на ноќта, повеќето европски земји фокусот го насочуваат на селектирање и правилно управување со отпадот, наместо забрани.